Значи, ова е основата да ми го отворат досието за да ме следат. И кога го отвара досието, ме следат цели година и пол. Значи, ова е предлог за отварање на досието, веднаш на наредната страна има решение за отварање. И решението вика за заведување во оперативна обработка на лицето Петровски Тихомир Филип, македонски државјанин, студент на Филозофскиот факултет во Скопје. Лицето ќе се води под псевдоним Марта. Значи, го прифаќаат образложението на тој што предлага да ми се отвори досие и вика: лицето Петровски Филип спроведува активности насочени кон насилно рушење или загрозување на уставниот поредок и безбедноста на Република Македонија. Со оглед на изнесеното, исполнети се условите од член 49 од правилникот за работа на ДВК, поради што е решено како во диспозитивот на ова решение. Добро. И е подпишано од директорот на Државна безбедност, кој што е прешкртан. Сега. Ова е вградено во летот на шаторските крила на Мирослав Спирковски. Александар Марта е затоа што Март го отвараат. Сега, ова досие ни го отвараат, јас сум студент, меѓутоа го водат се до парламентарните избори 98 година. И за нивна несреќа на парламентарните избори 98 година јас сум на листа на ВМРО-ДПМН и станувам пратеник. И тогаш они брзаат да ме дерегистрираат, односно брзаат да го заклучат, односно затворат досието. Бидејќи они го отвориле досието и ме следеле, пишувале извештаи, тоа се билдало и така натоа, меѓутоа сметале дека тоа ќе остане тајна. Но не остана тајна затоа што кога дојдовме ние на власт, брзо наредната година по доаѓањето на власт донесовме закон за отварање на досијата и така ја дојдов до овој примерок. И затоа мислам е интересна можеби книгата да се гледа. И сум благодарен што Мирослав Спировски оваа книга ја напиша. За жал, реков, почина. Тој беше плоден македонски автор. Ето, ми остана неколку примероци и сакам да ги поделам за да едноставно можете да дојдете до поширок увид, да се запознаете со книгата. За жал, ја немам у PDF. Можеби треба да се изготви во PDF и да се поделува вака бесплатно. Пројдени се доста години. Сега, има тука уште некои интересни работи ако сакате да ги чуете, меѓутоа не е лошо